Инаку темава е чувствителна, ама ми е многу блиска лично. И колку да ми е тешко да го снимам видеово, туку осеќам гнев и нервоза и морам некако да извадам од себе. Знам дека сега се што кажуваме е џабе. Значи тоа требало на време да се реагира, на време да се превземе нешто. Не сакам да кажувам информации кои не се проверени, имаше многу, знаете, рекла казала муабети, коментари по постови, мислења по форуми, што било, како било, дали е убиство. Нема да коментирам на тој дел, затоа што, како кажав, се уште се води истрага, голем дел од информации не се проверени и не се знае што точно се случило. Оно што ќе го кажам и што се знае дека е точно, дека тоа дете никој не го заштитил. Ниту една институција не превземала ништо. Се случувало надвор, пред луѓе, случајни минувачи го зимале детето, го чувале, повикале полиција, додека мајката и таткото се карале, се тепале, детето стоело само на страна и плачело. Таткото го земал детето додека мајката била во болница и си отишол. Никој ништо не превземал. Не знам, џабе е сега се што ќе кажеме, нема поента и било ова, било тоа не е битно. Работата што такви работи не треба да се случуваат. А ќе се случуваат, знаеме, јасно некај нас како. Зашто институциите, ако ништо друго, не го згрижеле тоа дете? Кога знаеш дека расте во дисфункционално семејство, дека постојано има тепања, караници, семејно насилство, комшиите пријавуваат, случајни минувачи пријавуваат дека го чуваат детето. Зашто тука ништо не се